ми представува посебна чест и задоволство да го најавам отворањето на грандиозната, не секојдневна изложба на ликовниот уметник од нашиот град, на сите нас многу добро познат, како и во уметничката фела, многу помеѓу бројните негови изложби, како крупни, така и самостојни, во нашава држава и надвор од неа. Магистер Владимир Темков, и тоа токму на денот на неговиот роден ден. На изложбата е преточен еден сегмент од неговото богато уметничко творештво. На денешнава изложба се експонирани околу 50 дела од неговиот опус, како што вели и самиот, кој ги создава и чувствува во состојба на зрелост, постигната од долгогодишната работа. Преку експонираните дела го следиме интуитивното творештво на авторот, неговите внатрешни, емоционални и естетски експресии, со нота на абстрактност и фигуративна доминација, инспирирани од убавината на природата, светот на флората и фауната, предадени со прекрасна палета на бои. Не случајно овој циклус е наречен Вино-жито. Не само вино-жито како божилак, туку спектарот на бои на виното и житото. Секоја композиција од неговите дела е посебна сказна, енергично или суптилно проткајана. Тој низ окуларот на собствената уметничка креација, успешно и многу вешто ни ги пренесува своите ведувања за секојдневното обкружување преку специфичен, автентичен естетски код. Владимир Темков е роден во Кавадарци 1959 година, дипломирал на Факултетот за ликовна уметност, каде што завршува и магистарски студии на одсек сликарство. Првата своја самостојна изложба ја имал во 1983 година токму овде, во музеј галерија во родниот град Кавадарци. За до сега има реализирано преку 50 на самостојни представувања во Македонија, Бугарија, Хрватска, Турција, Косово и многу држави ширум светот. Оваа изложба представува традиционално представување на творештвото на Владимир Темков во последните неколку години, поврзано токму со денот на неговото раѓање на големиот христијански празник Водици. Всушност, ова представување е неговиот најнов циклус наречен Вино-жито, што подразбира спектар на бои слеани на платното. Но насловот токму доаѓа и од виното, кој е символ на градот Кавадарци, со своите прекрасни бои, вкусови, ароми, како и од житото од познатиот циклус на житните полиња. Сето тоа споено во едно дело го создава Вино-житото, рече Темков. Творештвото на Темков е интуитивно, под впечаток на неговите внатрешни експресии, кои се настанети при неговото соочување со убавините на природата, кои често се забележуваат на неговите слики. Преку своите дела, Темков зборува за убавината на природата на тиквешијата. Во неговите платна и графики ги изразува искуството од детството, младоста, растење се до денес. Во сликите се отсликуваат житата, растенијата, онака како што тој ги доживува, вознесено, чудни, разубавени, со голема важност. Тиквешијата е инспирација, таа е израз на убавина за Темков, а птиците се посебна тема во неговата уметност. Затоа, оваа изложба на уметнички слики ќе добие формат на еден огромен културен настан, кој очекуваме дека ќе биде свој соодветен, поширок одглас на културната јавност и пошироко. И воедно всушност представува и навестување за големата изложба во Скопје, која треба да биде отворена, а че не откри и самиот Темков на 20 април во Чифте Аман во организација на Националната галерија на Северна Македонија. Му посакувам на мојот драг колега среќен роден ден, уште повеќе творење, уште поголем успех, добар живот и многу здравје. Тој припаѓа во редот на хиперактивните сликари, кои дневно работи по 12 часа во своето ателје, за што сведочат и над 100 самостојни и групни изложби во нашата земја и насекаде низ светот. Темков е целосно посветен на уметноста, непрестајно создавајќи нови дела, градејќи го без престан својот стил. Иако во неговиот богат творечки опус
има повеќе фази, сепак има една нагласена, универзална символика за убавините на својот роден крај, која тој со неговите карактеристични крупни и обли форми ја гради како сложена, динамична и набиена ликовна структура. Со неформален пристап и експресионистичка динамика тој создава платна, кои ги надминуваат сличностите со оригиналот. И сите форми ги заробува во една линеарна и колористична структура, која подсетува на витраж, додека пейсажот се разложува во еден логичен премин кој представува посебен свет меѓу фигурација и абстракција. Авторот инсистира на сликарски постапки кои преку неговите внатрешни доживувања ни се чини дека успеал да ни го наслика она невидливото, а палетата од бои повеќе не ги следи предметите и како да излегува од платното и продира во душата на гледачот. Како што вели Темков, јас сликам онака како што дишам, живеам и гледам. Во моите платна и графики ги изразувам искуствата од моето детство, младост, растење па се до ден денес. Во сликите се отсликуваат житата, тревите, растенијата, онака како што ги доживував и ми значат и натаму исто, вознесено, чудни, разубавени со голема важност. Не ги барам тие мотиви како занес, тие ме занесуваат целиот свој живот. Тие ме поплавуваат со својата убавина, со крајно обликувана целина. Нивното меѓусебно братство се преплетува и ми дава инспирација да се обидам да ги изложам токму такви какви што се, во обликот и колорот. Тие се израз на убавина за мене. Голем дел од градовите низ државата кај нас имат проблем кога се отвара една изложба да најдат човек кој што ќе каже нешто за авторот или ќе напише нешто. За нас е среќа во Кавадарци имаме сосем доволно едуцирани млади луѓе кои што знаат што да напишат и што да кажат и јас сум благодарен за ова што ова вечер го кажа за мене. Во еден разговор со некој новинар кажав еднаш и сега ме потсети тоа, ме праша зошто голем број од моите колеги заминаа низ белиот свет, живеат Франција, Америка, Германија. Зошто вика ти остана овде во Кавадарци? Зошто не замина со ова твое творештво да го понудиш на светот? Таму да бев сега, денес, ова вечер на овој мој роден ден, ќе шетав по нека улица сам. Тука сте вие. Ви благодарам. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.